дозволете ми да му честитам на проректорот и да изразам благодарност за исцрпното излагање на овој извештај. Внимателно ве слушав и како пратеничка која доаѓа од Источна Македонија, навистина можам да кажам дека овој универзитет, уште од самото негово раѓање па до сега, не само што значи развој на Штип како економски центар, научен центар, туку генерално за Источна Македонија и самите знаеме колку голема улога има. Јас можам само да ви кажам дека навистина го оправдавте она што беше како идеја далечната 2007 година, чинам дека беше. Да, и вие како универзитет по сите параметри до сега што ги следам од сите универзитети, вие сте единствениот, не сакам да се навредат останатите, но параметрите тоа го покажуваат, поготово последниве неколку години, дека ги покачувате научните критериуми кои што треба да се задоволат за да малку се покачиме на онаа шангајска листа која што сите ние сакаме да ја качиме, нели? И затоа ви честитам, што не значи дека тука треба да прекинете, што не значи исто така дека ние како представници на законодавната власт не треба да правиме притисок на владата, особено кога имаме буџетски расправи, да притискаме по однос на процентот за одвојување за наука и истражување. Тоа е единствениот спас, да се разбереме. Македонија нема нафта, нема не знам што, мора да вложуваме во науката. Имаме среќа, би рекла, што ова е препознаено и од премиерот и од владата, па годинава е издвоен, можеби недоволен, но процент кој што е повисок од останатите проценти досега во однос на науката и истражувањето, и би сакала да ве охрабрам да продолжите со тоа истражување, со сите оние проекти кои што ги имате. Ова ми дава за право дека да мислам дека е дојдено времето кога она што го заговараме како влада, како парламентарно мнозинство и што сме го ветувале за време во текот на кампањата, дека квалитетот на нашето образование мора да се искачи на едно повисоко ниво, што значи дека оние законски решенија кои што треба да дојдат допрва, кои што се на јавна расправа и секако Министерството со вас преговара, особено за Законот за високо образование, тука говорам, и другите законски решенија, но особено за Законот за високо образование, кои што сега е на јавна расправа и преговараат со вас, секако да не се наруши автономијата, тоа сите го знаеме и така треба да остане, но дека е дојдено времето да оние малку повисоки критериуми бидат веќе имплементирани во нашиот систем законодавен и дека ќе мора и останатите универзитети да работат повеќе научно-истражувачка работа и она што го говориме, како што кажавте, дека во вашиот универзитет веќе имаме проекти и научно-истражувачки проекти кои што се препознаени во импакт фактори. Значи можеме. Заклучокот е можеме. Дали сакаме е второто прашање. Колку имаме хиперпродукција е третото прашање. Прашање кои што ние мора вака да си ги поставиме тука, особено ние кои што ги носиме законите, владата која што ги предлага, зошто не и ние. Инаку, рековте дека жалите што ние не сме можеле да го видиме успехот и на студентите и на професорите кои што работат таму. Една од нашите работи покрај законодавната е и надзор на представници сме на граѓаните. Така да ние како Комисија за образование и можеме да дојдеме во
универзитетот и ова не е само поканување, туку вие објаснувам нашата позиција како законодавец, дека ние можеме да ги посетиме и сите универзитети. Не дека тоа е контрола, не, си имаме ние во државата кој треба да контролира, акредитира и така натаму, но ако некој период во развојот на македонската држава имало потреба од, да речеме, повеќе универзитети или повеќе заради X причини, да не навлегувам, сметам дека е дојдено времето да се подразмисли малку и тоа јавно го говориме, гласно веќе се говори, ние сме представеници на граѓаните и мораме тука тоа да го говориме, дека е дојдено времето малку да подразмислиме колку тоа ние научни универзитети имаме, колку тие и ги задоволуваат критериумите, колку од нив излегуваат кадри кои што се способни веднаш да се зафатат со работата за која што учел. Но тоа е тема друга, сега нема да говорам за тоа, но вашето образложение, вашиот извештај ми дава за право да мислам дека е дојдено времето да ги подигнеме критериумите онака како што гледате и вие самите соработувате со европските универзитети. Ние имаме потенцијал, но истиот мораме да го искористиме на најпаметен начин, на начин на кој што и доликува на една држава која што се стреми кон Европската Унија и никаде повеќе. Значи, уште еднаш, еве нема да го задржувам времето, ви честитам на успесите. Благодарна сум што израснавте во еден препознатлив универзитет кој што го оправдува своето постоење и не само што го оправдува своето постоење, туку и предначи пред останатите. Можам само да кажам уште еднаш благодарам и да продолжите со вашата работа, а вие ќе имате секако поддршка од нас како пратеници. Благодарам.